300 скалила и 1000 чекори. Малкумина од нас знаат дека во нашата земја има дури 150 водопади. Денес ќе ви откријам само 2. Но одејќи кон нив на Беласица тоа утро, не можев да го заобиколам Мантово, кое се наоѓа десно од магистралниот пат Радовиш-Струмица. Езеро богато со флора и фауна и прекрасни изгреи сонце. Во општината Ново село Струмичко, скриен од погледот на човекот, во длабока шума се наоѓа Смоларскиот водопад. Велат дека се наоѓа на 650 метри надморска височина, но јас искачив 300 скалила и минав најмалку 1000 чекори за да стигнам до него. Изградена е патека од камени скали и дрвена ограда и води се до водопадот. Патеката, послана со тепих од букови лисја, ве мами со илузија на еден поинаков простор, на нестварна убавина и необична тишина. Вкупната височина на Смоларскиот водопад изнесува 39,5 метри. На дното водопадот формира голем вир со должина 5, широчина 11, а длабочина околу 1 метар. Ако дојдете под водопадот, ќе почувствувате моќта на водата. Ситните капки роса кои ве разладуваат во горештината, истовремено и ве предупредуваат да не се доближувате премногу. Кај Колешинскиот водопад пристигнав на Зајдисонце. Тој е во непосредна близина, само 7 километри западно, откако ќе ги поминете селата Мокрино, Мокриево и Борисово, кај селото Колешино. Неизмерно сакав да се вбројам во љубителите на природата што поминале од тука, затоа што знам дека водата има своја меморија и дека поубаво од сите нас ќе го запомни овој миг, кој јас го доживеав како вечност. Звукот на водата кој паѓа преку врвот на една црна карпа ве тера да седнете и да се препуштите на медитација. Мислите исчезнуваат од вашата свест и запловувате во една безтежинска состојба, кога и душата и умот се чистат и освежуваат. Ако се чувствувате загаден од градските отрови, дојдете на водопадите на Беласица. Нивната вода, душата ја мие. Оваа моја чудесна земја.